Сите овие природни феномени, на кои ниту науката не може да им ја определи староста, се причина што Охрид и Охридското езеро се на престижната листа на УНЕСКО како заштитено светско природно наследство. Но тоа како ништо да не им значи на луѓето, кои особено последнава деценија речиси безмилосно посегнаа по оваа единствена убавина. Трајче Талевски, доктор на биолошки науки и дел од тимот на Хидробиолошкиот завод во Охрид, со години гласно говори против, како што вели, мегаломанските проекти што претходната власт ги планирала во Охрид. Сега бара цврсти гаранции дека новата влада ќе стави мораториум, но и поригорозни законски решенија, кои еднаш за секогаш ќе стават крај за секој што ќе науми да ги комерцијализира природните убавини. Требаше тука да се изгради една медитеранска плажа во Лагадин. Затоа се овие палми донесени, значи да заличиме малце на Медитеран, да мениме амбиент. Значи езеро кој што е на 700 метри надморска висина, да го направиме море. Мислам, тоа се малце нелогични работи, кои што сакаја и се уште можеби сакаат да му го направат на Охрид. А што се планираше? Активистите ја обвинуваа власта на Груевски дека имала намера да го пресуши студенчишкото блато за изградба на елитна населба со марина покрај самото крајбрежје на Охридското езеро. Да ја исече трската кај Лагадин заради изградба на бетонска платформа со медитеранска песочна плажа. Да ја промени законската заштита на изворите кај Свети Наум од највисок на најнизок степен заради изградба на огромен туристички комплекс на индискиот бизнисмен Субрата Рој, од Љубаништа до изворите на Свети Наум. Уништување на 300 хектари заштитено подрачје на Националниот парк Галичица, заради изградба на магистрален пат, како и ново зонирање на 530 хектари низ планината за изградба на ски центар, голем хотел и викенд населба. За дел од плановите се појавија идејни решенија, а во медиумските архиви останаа снимките од свечените и срдечни пречекувања на бизнисменот Субрата Рој во Охрид. Сега тој е во затвор поради финансиски криминал во Индија, а од неговите идеи за туристички зони во Охрид, велат за среќа, денеска нема ниту трага. Од сите најави за инвестиции на Субрата Рој во Охрид, остана само оваа табла на неговата компанија пред хотелот Славија. Компанијата Сахара Груп се уште фигурира како собственик на хотелот, но и покрај најавите за негова обнова, овој објект моментално е под клуч. Професорот Талевски е револтиран што научната јавност молчала, додека претходната власт се мерачела Охрид да го забетонира со еколошко погубни проекти. Например, студенчишкото блато има тресет кој тоне, па така ако се изградат тешки објекти како планираните хациенди, тие можат да тонат. Студенчишко блато исто така представува и место каде што се мрестат, живеат, растат и се развиваат голем број на животински видови. Во него виреат голем број на растителни видови кои што успеваат да ја извлечат сите оние штетни материи кои што влегуваат во него и преку продукцијата на растителната биомаса успеа да се извлечат и тешки метали, и пестициди, и фекални бактерии, и сето она што всушност додека директно би се влегува, ако не постои тоа, директно би се влеале во Охридското езеро и би представувало опасност за квалитетот на водата. Со градење на експресен автопат би се погазил законот за национални паркови. Туристички зони во крајбрежното подрачје би загрозиле уникатни видови од живиот свет во езерото. Најстрашна, вели Талевски, била идејата за ски центар на Галичица, каде поради се помалите врнежи на снег би се произведувал вештачки. Се предвидуваше во таа втора зона на заштита, каде што не сме ништо да се гради, цврста градба, се предвидуваше да се градат хотели, се предвидуваше да се градат тие скијачки центри, се предвидуваше да се градат некои други објекти, придружни објекти, као што е да речеме гондолата, како што се седешниците, значи сето тоа е интервенција во природа. За да биде проблемот уште поголем, немаше никакво решение за колекторски систем, односно за одведување на тие комунални отпадни води од тие хотели и сето требаше да се влева во езеро, ради тоа што таков како што е во моментот колекторскиот систем на Охридско езеро не функционира. Додека едни проекти никогаш не ја видоа светлината на денот, за други имало и работна верзија. На владина седница во 2013 година
Националниот парк е задолжен да ја симне заштитата скоро на половина парк. Идејата на Груевски за изградба на експресен пат добила поддршка и во парламентот од тогаш опозицијската СДСМ, но не се реализирала бидејќи не била направена студија за влијание на проектот врз животната средина. За среќа, овие планови останале само на идеи, вели поранешниот советник во општина Охрид од ВМРО ДПМН Дејан Пановски. Идеите кои што се стигнува за развојни зони или други интервенции во контекст на некаков економски развој, доаѓа најмногу од централно ниво. Значи, и сите тие идеи, значи медитеранската плажа, идеите околу студенчишкото блато, околу марини, доаѓа веќе како подготвени идеи и граѓаните на Охрид прилично доцна ги дознаваа како идеи. Единствена идеја за која што разговаравме на совет на општина беше како информација, не како нешто конкретно, беше идејата за така наречена урбанизација на студенчишкото блато. И тука сосема јасно настапивме дека студенчишкото блато, односно остатокот од студенчишкото блато, она што е останато, неколку хектари жив организам, мора да се сочува. Мисијата на УНЕСКО во април изврши мониторинг и во својот извештај заклучи дека ако поголемите инфраструктурни и градежни проекти се реализираат, ќе нанесат неповратни промени во заштитеното подрачје. Затоа се препорачува да не се менуваат зоните на националниот парк и да се стопира изградбата на ски центар и експресен пат. Наодите на мисијата укажуваат дека целокупната состојба на зачуваност може да се смета за ранлива, иако приоритетните препораки не се спроведат во рамки на препорачаниот рок од 2 години, тоест до 2019 година. Подрачјето може да ги исполни критериумите за впишување на листата на светско наследство во опасност. Комитетот за светско наследство го усвои извештајот на мисијата на УНЕСКО во јули годинава и даде итна препорака до 1 декември 2018 да се достави ажуриран извештај за состојбата на зачуваност на подрачјето и за тоа дали препораките се имплементирани. Се бара сеопфатна анализа за влијанието на проектите врз животната средина, но и запирање на експресниот пат и ски центарот на Галичица. Јасната порака од УНЕСКО ги крена на нозе невладините организации. Александра Бојаровска од еколошкото здружение на граѓани Фронт 2142 ги прашала надлежните докаде е реализацијата на туристичките развојни зони во Охрид и Охридско. Од општината ја препратиле за одговор во Министерствата за транспорт и врски и за животна средина, како надлежни за проектите. Министерствата пак со подпис на новата владина гарнитура одговориле дека не знаат. За промената на зонирањето на Националниот парк испратена е преставка и до Уставниот суд. Од новиот состав на парламентот пак побарале мораториум на сите проекти и имплементација на Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Се формираше една група од пратеници кои што се зеде за обврска дека првата одлука која што ќе ја донесат и парламентот и владата ќе биде мораториум на овие штетни проекти и ќе спроведат една надзорна расправа за управувањето на Охридскиот регион и како и кои би биле следни чекори кои што треба да се преземат во насока на соодветно управување. За жал до сега таква одлука за мораториум се уште не е донесена. Пратеникот Томислав Тунтев од СДСМ, кој е член на неформалната пратеничка група Пријатели на Охрид под УНЕСКО, изјави дека ќе се направи ревизија на проектите за нивниот импакт врз животната средина. Со оглед на тоа што ревизија е различна од мораториум, го прашавме дали новата власт планира да стави крај на експанзијата во Охридскиот регион, особено што и новиот градоначалник Јован Стојановски ја поддржува изградбата на експресен пат. За оние проекти за кои постои основна документација, ќе се организира јавна расправа, ќе бидат во нацрт, сите релевантни фактори ќе се учествуваат и нормално ќе бидат земени во предвид сите релевантни извештаи за влијанието на тие проекти врз животната средина. На прашањето дали постои опасност власта да попушти, Тунтев одговори. Било кој од тие проекти што беа наведени како причина за тоа предупредување од УНЕСКО всушност се ад акта, значи вон реализација, така што Република Македонија навреме ќе си ги исполни својата домашна работа околу тоа прашање. Јас стојам на ставот дека
патната инфраструктура е неопходна. Меѓутоа, тоа не значи нов пат, тоа не значи експресен пат, тоа значи реконструкција на постоечкиот пат. Тоа значи на одредени делови нова делница без никакво резонирање, значи повторно зонирање на Националниот парк Галичица, значи патишта да, инфраструктура да, меѓутоа никако во коализија со основните аспекти на заштитата на природното наследство. Освен што ја нема одлуката за мораториум, што била ветена пред невладините организации. Деновиве јавноста беше дополнително затечена од средбата на новиот градоначалник со шеикот од Катар, Ал Тани. Посетата на шеикот од Катар беше поистоветена со некогашните посети на собрата Рој, но градоначалникот објаснува. Ние нити сме разговарале со него лично за одредени инвестиции, нити сме разговарале за развој на Охрид, затоа што тоа беше мој прв работен ден. Човекот беше протоколарно дојден и човекот се интересираше за одредени можности за купување на имот или за инвестиции во Охрид. Власта најавува законско прецизирање и усвојување на планот за управување со Охридскиот регион, но бара време. Времето е веќе прецизирано, како и насоките што треба да се направи. Светски подрачја во опасност вообичаено се ставаат доколку имате нека природна непогода или во земји каде што имате конфликт, воен конфликт, како што сега беше во Сирија и уништувањето на светското подрачје таму. Па сега не може Охрид да го гледаме само преку бетонски објекти, само преку згради, и да мислиме дека тоа ќе го направи Охрид поатрактивен за туристи. Не, туристите, особено оние што доаѓаат од Европа, сакаат да се вратат во природа.